Gde si bila kad sam bio niko, kako da ti verujem, ono što sam Što saka ovo je? Kaži lepe. Kaži pobrzo, brojam pari imam rabota, ugužao sam. Da. Ne. Не бе брат, цел ден сум по банки, изимам пари од YouTube, од прегледи носоп, цел ден сум канцеларија, студио, банка. Канцеларија, студио, банка, цел време тој круг, да. Но што ми стига кеш бе брат, па ти не си утек бе човек. Па не виде? Па 400 прегледи имам на видеата. Да бе брат. Како бе нема пари? Абе ти знаеш ли што се 400 прегледи бе дечко? Па ти имаш видео некаде уживо 400 луѓе како изгледаат. Па ти на свадба викна 200 луѓе, 80 ти дојда. Абе што спориш? Не бе брат. Абе вие контрпротест кога правите у партија, па не можевте ни 400 да соберете. Нема везе, кажи што ти треба, ајде. Само кога ќе ви изгуснаме барате. Пак си без работа, а? Па нели инфлуенсер стана бе? Немало пари. Како нема пари бе? Па не е туку така како што мислиш ти. Така се правеле пари. Не е само купи плаво знакче и шибај. Дечко, треба да правиш гивовејчиња. Треба креми за лице, ноќни рутини, дневни рутини, па тему хол да снимаш. Па соработки со казина, нема одбивање соработка, ала? Па брзи кредити, па лихвари, па сите треба да ги рекламираш. Да. И? Не е лесно, ти кажав јас. Не, за тебе имам болја опција, брат. Не, ти имаш оригинал генетика за политичар. Абе, слушаме мене, па како зашто? Па цел живот нас не лажеш, ни ветуваш нешто, така? Па ти си роден за тоа, бе, човек. Не ти треба инвестиција, бе, каква инвестиција, пакови со таа инвестиција. Ке си купиш едно комплет оддело, првите 10 години тоа го носиш, не мејаш, да бидеш предпознатлив по одделото, ти текнува. После првиот тендер ке си фатиш, ке си купиш и друго нешто. Битно тоа не го мееш, да. Да, и си продолжуваш да си лажеш, да си ветуваш, да си крадеш, ке ти лепи раката, како и што ти лепи, нели? Да. И ако те фатат како крадеш, ако си избламираш, не, слушни ме, му сјаваш на Ландов, идеш кај Ландов у студио, ке те грабне, ке ти ишмиргла, онака ке изриба земја со тебе и стануваш вирален, брат. Па му ги гледаш бориките Ландов, гази. Да, бе, брат, уживај, увек имам опција за тебе. Само кога ќе ви изгуснеме барате. Ајде, чао. Да не е Октај, може и немаше да дојдам на снимање на подкастов. Супер си. Фала ти. Многу и ти, добро колега. изгледаш. И да, овој прекрасен комплет од новата колекција на Манго. Преодобен, предобар, а и боичкаво ми стои. Што треба за почеток да кажеме за лајкови, коментари, шерови, како идеше тоа, колега, ти се разбираш од тоа? Па многу голема разлика има помеѓу вјусот и лајковите. Треба повеќе лајкови да се кликне, нека не ви е тешко само еден лајк. По 3 од човек и по 4 субскрајба од човек, ако може. И многу е битно кога ќе заврши, кога ќе изгледате подкастот, односно премиерата, да пишете коментари надвор од лајв чатот. Значи, коментар во подкастот, тоа многу влијае на алгоритмот и ќе сме многу благодарни на тоа. Или може да поставите прашања, а ние да го одговориме. Денес одговараме прашања, најчесто поставувани, повеќето прашања се поставени на YouTube. Така да пишувајте прашања, што ви интересира теми, или под прашања на веќе одговорени прашања, ние ќе одговориме. Да, денеска ќе одбереме баш најдобри, мислам дека 10 или 11 селектиравме. 11, мислам дека. Од редовни гледачи, фанови, ако можам да ги наречам, да ве поздравам, фала ви на поддршката и денес ќе гледаме да ги одговориме детално. Некои се преклопуваат, се повторуваат истите, али сега ќе видиме, мислам дека ќе се од корист, како и до сега сите прашања и одговори. Се надам дека ви се од корист. Може да почнеме, колешке? Може, колега, да почнеме. Првото прашање вика: социјалното влијание на индивидуата која се стреми кон промени. Само толку? Да, усвари као тема, да, памтам. Како тема, да. Памтам, не е имаше, конкретно прашање. И на првата епизода имаше ваква. Реално ова е многу важна тема. Како човек да се одлепи од тој комфорт кога започнува нешто ново, како од старото друштво да влезе во новото и дека влијае многу поддршката
или немање поддршка врз новиот процес влијае. Да, многу, знаеш. Дали се работи за вежбање или студирање или промена на навики и рутини, многу влијае. Поддршката од дома некогаш е клучна. Ако имаме поддршка од дома, некако ни е комфортен и лесен патот, особено за човек кој што тазе влага, скоро влегол во оваа тема, фитнес, а претходно имал, како што кажав, друштво со пороци. Тие луѓе се некако на ивица и многу лесно може да се вратат на старите навики ако не ги поддржи некој. Бидејќи друштвото ги одвлекува. Да. А ние сме склони нели кон прифаќање и прилагодување на околината. Да, апсолутно. И ако немаме таа поддршка, ако имаме некој си хейт или неразбирање на, еве да почнеме од партнерот. Ние знаеме колку е лесно кога имаш партнер што те разбира. И плюс, ако го живее истиот стил на живот и исхрана како тебе, едноставно е прелесен патот. Некако како да немаш изговори. Дома јадете исто, тренирате, едноставно е прелесно. Не дека нема изговори, него премалку изговори ни остануваат. Полесно е, дефинитивно е Полесно е, да. Сега, кога се работи за семејство, некогаш семејството, фамилијата знае да не кочи, особено ако они не спортуваат и ако околината ни е таква пасивна, која што јаде нездрава храна, некако се осеќаме како да се двоиме, како да правиме грешка. И често пати се јавува вина, грижа на совест дека ние претеруваме со двоење, дека и се сите јадат пита, па ај се јадам стек, како многу да пребарувам, и се создава грижа на совест. И ако не знаат тоа психолошки да го менаџираат родителите, ако не знаат да го поддржат, често пати тоа дете или небитно постар човек знае да се врати чекор назад и да се откаже од таа рутина. Додека, на пример, човек што живее во спортски амбиент или спортско друштво како нас, не знам, мене повеќето другари ми се сите усвари, не знам човек што не ми спортува, а е во моја близина, повеќето другари и другарки се или професионалци, дали се тоа фудбалери, боксери или сериозни рекреативци кои што достигнале сериозна форма, нема каде да најдам на искушение и на дистракција. Едноставно, многу е полесно. Сите јадеме здраво, сите вежбаме, некако не се двоиш, а додека ако имаш друштво со пороци, некако тешко е да се извадиш од таа маса. Припаѓаш на стадото и се враќаш брзо. Така да, многу големо влијание има околината, премногу. Ама и од друга страна, доколку сме цврсти на нашите ставови, на нашиот стил на живот, постепено луѓето сакале не го прифаќаат тоа. Например, јас кога престанав да пијам алкохол и на многу луѓе ми беше чудно. Ајде на свадба сме на чашка, ајде заживели. Да. И не наидував на разбирање и јас бев принудена да лажам дека пијам антибиотици, затоа што кај нас само ако си болен не можеш да пиеш. Као не е окей да пиеш алкохол, иначе као многу е чудно зашто не пиеш. И на почетокот беше така, морав да лажам дека пијам антибиотици, ама некако со тек на времето сите го прифатија мојот начин на живот и сега дури освен што не ме нудат, дури често викам као не ти смета ако пијам алкохол. Не. Додека си стабилен, не. Да, точно. Ако имаш изградено цврст карактер, идентитет и знаеш што сакаш, тешко некој да те раздрма на таа тема, да те убеди да јадеш, не знам, лошо или да пиеш алкохол или да користиш наркотици. А ако се уште не си пронајден и се бараш, многу лесно може да варира тој карактер и да е лабилен, така да апсолутно да влијае многу, али пак некако се поаѓа од нас. Треба на себе да работиме за да сме стабилни на таа тема. Да не раздиша некоја таква препорака да јадеме или да пиеме нешто што не ни е во корист. И да стоиме на нашиот избор, нели, за промена на навики на живот. Да. Нешто слично мене ми беше кога престанав да јадам месо. Можеби првата година онака ми нудеа. Има тоа. Имаше прашање, а зошто не јадеш? А како? Не тоа, него забораваа прво луѓето на таа моја одлука. Подоцна, као не ме нудеа, ама имаше такви прашања. А зошто? А зарем никогаш нема. И сега додека, да кажам, ги убедам, али додека си застарам на својот став, цврсто, и да кажам, не ми нудите и као не заборавајте. Ако сте ми блиски, не заборавајте. И сега дури тоа е као ти смета ако јадам тука месо. Да, а особено е многу. А ми смета. Да, памтам многу луѓе ти вика зошто сега не јадеш и до кога вака. Да. Демек има период кај што ќе се свестиш дека не си управо и па ќе се вратиш. Ама додека не го видат оној мој цврст став, кога ќе најдат на некој ступ, сваќа дека не можат и тука се повлекуваат. Ама секако дека многу е важна поддршката од околината.
Многу, Навистина. некако ни дава, поддршката ни дава добра енергија да продолжиме и ни дава потврда дека сме на прав пат. Знаеш, само хејтот и може да те одврати од намерата, ако, како што кажеме, ако не си сериозен или доволно упатен у тоа. Затоа напоменав за оние што се тазева на темава, со спорт и храна, здрава храна, многу е лесно да се вратат назад. Особено оние луѓе кои што, ете, имаме примери у наша блиска околина, кои што завршиле со пороци, за среќа го прекинале тој дел од животот, направиле промена, кај нив таа транзиција е многу тешка, али жалосно е на таков човек да му нудиш дали е наркотици или никотин, човек што прекинал после 30 години да пуши, тоа е за респект. Жалосно е да му нудиш нешто кога знаеш дека таа транзиција многу тешко е прерипнал, па зашто да се враќа назад. Така да поддршката, луѓе поддржувајте ги сите што сакаат да направат сериозна промена, што сакаат да јадат здраво, да пијат квалитетни суплементи, да живеат здраво. Таа поддршка ќе ви се врати. Еден ден и вие ќе сакате да направите некоја промена и ќе сакате ветер во грб. Да. Пред се би рекла да ја применат и тие таа промена, но ако не може да ја применат, барем да ја поддржат кај блискиот. Па таа нивната друга промена ќе им влија и врз самите себе. Така е. Ќе се рефлектира. Следно, набројте 5 причини за да почнеме ние мрзеливите да вежбаме и да слабееме. Да, мислам Па, можеме дека 20. 20. Мене не ми текнува причина зошто да не вежбам. Да кажам. Мислам дека од Александра, поздрав до Александра е прашањево. Го имав и на Инстаграм и на Јутуб. Тоа е, не знам, тоа е како да ми кажеш, наброи ми 3 причини зошто да бидам здрав. Се подразбира дека треба да се стремиме да бидеме здрави. Исто како да кажеме, наброи ми 5 причини зошто да спиеме. Едноставно тоа ни е примарно. Не ни треба да набројуваме, мислам ќе наброиме, ама некако тоа се подразбира. Јас лично сега поаѓам од себе. Тренирам од различни причини. Тренирам бидејќи убаво се осеќам во сопствена кожа. Тренирам бидејќи се осеќам многу здраво. Второ е сум засакал рутината на вежбање, пошто можеби некој ги сака само резултатите. И таквите луѓе и побрзо се откажуваат. Некој што сака само резултат, а не го сака процесот. И ако му е далечен тој таргет, некако си вика, не сум јас за ова далек, кој ќе се чека 2 години да направам тело, и се одвраќаат од намерата, си викаат, па не е ова за мене или немам генетика, кога ќе видите нели дека процесот е спор. Во ова нема скратен пат. Така да или причина број 1, ќе го засакате или процесот, или резултатот, или онаа енергија што ни ја произведува спортот и теретаната на дневно ниво и таа хормонска реакција што извира у нас после спорт, може и тоа ќе го засакаме. Расположението што ни го нуди спортот, може и во тоа да се заљубиме. Некои, например, има дечки што да ги прашаш што сакаш да постигнеш, а тренираат долго време, викаат ништо брат, супер ми е. Значи он нема некој таргет, вау, ама го сака уживањето на тренингот и сака да е активен. Си го сваќа како системот, како дел од животот. Така да не треба некоја посебна причина. Знаеш, ние луѓето бараме за се причина. Бараме некој нешто да не мотивира и да ни даде едно големо убаво зошто правиме тоа. И да те убеди, свршто да те убеди. Зошто да го правиме тоа. А за пороци колку не ни треба причина. Му се пиело некој пиво, не треба причина. Нараче пиво. За палење цигара не чека да се случи некој да нешто, да ги мотивира нешто. Значи треба да си го вметнеме како дневна рутина, како бањањето. Замисли да те мотивирам да се бањаш. Ајде, бањај се, издржи, ајде. Оди да спиеш, ајде. Со тебе сме и ти спиеш и ние се радуваме. Некои работи треба да ги вметнеме онака без да ги мислиме која е позадината и резултатот од нив. Едноставно пиење вода, не треба да те мотивирам за пиење вода, така и за вежбањето. Па реално стотици причини низ овие сите подкасти. Уствари ние константно збориме причини зашто треба да вежбаме, зашто е добро, зашто треба здраво да се храниме, така да не мора да издвоиме баш конкретно 5 причини. Малце е проблем кај луѓето навиките. Ние сме сочинети со навики, нели, од буквално самото раѓање, од дома што не учеле, воспитувале, што земаме пример од родителите, подоцна нели во училиште, од околината, и тука се создаваат навики, ние функционираме на база на навики. Сега, за да промениме наш изглед или здравје, прво треба да ги промениме навиките, а за да ги промениме навиките, треба да ги промениме мислите. Што ние сакаме да постигнеме. Оние луѓе кои што имаат виш од 10, 20, 30 килограми, сигурно дека тие 20 или 30 килограми не ги стекнале во една година или во 3 месеци.
или во 2. Најчесто се тоа и цел живот. Ако некој 10 години не внимавал што јаде, дали се движи, дали има физичка активност, не може да ги изгуби во рок од 1 месец, 2 или 3. Ако е тоа 10 години, дај си 2. Сепак е побрз процес, така? Да. Тоа слабење него тоа дебелење. Јас ќе споделам едно моје искуство како јас направив некои промени, не конкретно за вежбање, него ова важи за било која промена што сакаме да ја направиме. Не е као класични манифестации, ако тогаш не знаев за поимот манифестации. Напишав на лист текст кој што јас сама на себе си го кажувам и ги залепив на места каде што во текот на денот сигурно ќе бидам. Ќе видиш. Да. Првото ливче беше на огледалото во веце, затоа што кога ќе станам прво проводиме во веце и тука една мисла. После таа на фрижидер и во шкафчето каде што ми стои кафето, затоа што нели во веце па спремам доруче кафе, таму сигурно јас во текот на денот. Таму ќе го почнам уствари денот. И четврто место беше шкафот каде што ми е облеката. И навистина многу ми помогна тоа, значи мора да користиме некои алатки, сами да се мотивираме за да ги промениме навиките. Кога ќе ги промениме навиките, тогаш ќе го промениме животот. А тие наши зацртани 5, 10 или 20 килограми што сакаме да ги изгубиме, секој ќе ги изгубиме. Значи не се фокусирајте на целта, не се фокусирајте вака сакам да изгледам или така. Или како овој или како оваа. Никогаш не можеме да изгледаме како друг човек. Ние сме ние. И променете ги навиките, работете на промена на навики и не мора сите наеднаш. Почнете од една. Значи кога ќе ја смените една недела, дали тоа ќе помине една навика, дали ќе помине недела или 2 не е важно. И напредок е. Една навика е напредок, втора навика, трета, вие сте го промениле животот. Така да верувајте во себе, бидете одговорни кон себе, затоа што телото е нашиот храм за кој што треба да се грижиме и да бидеме одговорни. Не барајте да се сменат нештата околу вас. Вие сменете се вашите мисли, па подоцна и вашите навики. Ало, да ти едно живели да направиме. За ова не бевме договорени да го кажеш толку добро. Така ми дојде Не, така е, инспирирана, затоа реално. што ова се најчестите прашања. Ова не го зборам само за луѓе кои што сакаат да ослабат, да променат За сите навики, пороци, за се. буквално. Како да се помогне на новите вежбачи со нереалните очекувања од сам старт, кога на социјалните мрежи се сервираат физикуси кои се многу тешки за достигнување и бараат време, дисциплина и труд. А многумина бараат пократок пат преку хемија. Како да се спречи сето тоа? Се надоврзуваме некако и на претходниве Да. одговори. Имаше неколку вакви дискусии периодов на Facebook, на Instagram, помеѓу инфлуенсери кои што едните се жалат дека ете баш така. Не само инфлуенсери, него се вмеша инфлуенсери, добра е таа тема да се збори. Точно. Едните велат дека не е добро да се пропагира многу здрав стил на живот со многу броење, со калории, со чекори, со као тоа било напорно. Други викаат као нереална слика даваат тренерите за форма, како многу преака форма која што не може да достигне некој рекреативец кој што почнал. Меѓутоа јас ќе почнам од себе. Ја никад не сум рекол дека формата што сум се надпреварувал или моменталната дека е достижна за еден месец. Или за секого. Да, прво јас кажувам што правам, како јадам, што користам, кои суплементи ги зимам, колку пати на ден тренирам и дека мене ми е тоа професија, работа, хоби, љубов и пасија. Мене ја не работам програмер, па случајно така имам време 2-3 пати неделно да тренирам, што е супер и тоа. Меѓутоа, мојот живот е фитнес. И јас кажувам дека, пример, сега ќе земам мене за пример, мојата форма не се прави за еден месец, исто како што можеби некое дете се фрустрира кога ќе види дека некој става на стори Ламборџини, дека оди во Монако и троши многу пари. Не може да го хейтаме тој што троши пари, тој му е стилот на живот, можеби е милионер и тоа е окей за него. Меѓутоа, ако сме толку лесно ние сензитивни и се фрустрираме на се, тогаш секој ни смета. Баш имаше таква дебата, као не е добро ова да се става, не е добро тоа. Не. Убаво е да се презентира здравје, добра форма, меѓутоа точно е дека тренерите треба да се пореални, не само тренерите, и тие што вежбаат рекреативно изгледаат многу добро.
промовираат дека не користат ништо или не ни вежбаат редовно, а се такви. И тоа на некој начин ги фрустрира оние кои што многу тренираат, се прават од себе, вложуваат и пари, и нерви, и време, и енергија и не можат да стигнат до пола од тоа. Мораме да сме реални и да сватиме дека некој тренира од пелени, што се вика. Тренира 20 години, има можеби добра генетика, подобра од вас или од мене, општо. Има финансии да си дозволи да јаде перфектно, има карактер и тоа тие резултати ги чекал 20 години и сега наеднаш на Инстаграм ги презентирал. И ние го гледаме само шлагот на тортата. И си викаме, сега зошто го презентира тоа, па ја не можам толку да стигнам. Ма никој не те тера да стигнеш толку. Ти извади си твојата форма, твојот природен потенцијал, достигни го и тоа е супер. Добро кажа Ивана Хадживанова, поздрав голем до Ивана. Одличен подкаст. Многу добар да кажам. подкаст беше. Одличен многу... и мора да направите втор дел. Мора да направиме и втори, трет дел, бидејќи реакциите и коментарите беа предобри, како во коментари на YouTube, така и во инбокс. И во живо. И во живо, значи онака баш супер. Луѓе по 2 до 3 пати ја гледале. Да, ми кажа дека и втор пат го гледав за да не пропуштам некој момент што се препознал. Многу луѓе се препознале, па и јас се препознав. Сите ние. Сите. Кога се работи за Инстаграм, за споредби, за лајкови, ние живееме во таква ера и не е срамота да се збори за тоа. Така, има некоја трка со пари, трка со лајкови, трка со презентација кој подобро ќе презентира, дури и на фейк начин. Некоја трка живееме и треба да го збориме тоа. Колку можеме да ја санираме таа психолошка штета што не ја нанесува таа трка. Предлагам да го гледаат сите. Да, и многу добро. Не го гледале, еве прилика, пуштете го, навистина има многу добра едукација. Да, и каже Ивана за компарациите, за споредбите, колку се тие нездрави. Знаеш, никој не се гледа како свој проект и свој живот, увек се споредуваат со некој блиско до нив што е посупериорен, дали е на тема кариера, автомобили или тело. Така да, факт е дека ние тренерите треба да сме пореални и да напоменеме што правиме за до таа форма, за да не си помисли некој дете дека со 5-месечно вежбање на 18 години може да се достигне форма за надпревар. Се согласувам. Свесни сме дека на социјалните мрежи, почнувајќи од себе, панелистите околу нас, не ја ставаме 100% реалност на социјални мрежи. Да. Јас кога ќе објаваме на слика, позади стојат 20 до 30 слики Марче што ми ги направил, под различни светла, различен агол, и го вадиш најдоброто од себе. Тоа е сосема окей. Исто да се случува и кога се снима филм, кога се снима спот, што и да се, значи поинтата е ние визуелно да извадиме од нас или најдоброто. Да. И тоа е сосема окей. Постојат луѓе кои што имаат војнички живот во смисла на дисциплина. И ништо не е погрешно да се покаже, затоа што сигурно има конзументи на тие на тие навики што сакаат да го гледат и да се мотивираат и едноставно да си најдат некој сличен на себе. И тоа е сосема окей. Има луѓе кои што сакаат да гледаат, не знам, игрици на социјални мрежи, дали тоа YouTube, дали тоа Instagram. И тоа е супер. Не сметам дека е погрешно ако некоја мајка, некоја жена која што се остварила, нели, како мајка и многу брзо се вратила во форма и некоја не може и се фрустрира. Не е до жената што се вратила во форма. Значи, до таа жена која што не може. Можеби тие причини се оправдани, можеби не се. Ама некако треба секој со своето. Точно. Секој со своите можности, со својот карактер и да се помири. И можеби некои жени ќе се фрустрираат од таа некоја фитнес мајка која што брзо се вратила во форма, а некои ќе се мотивираат. Значи, мојот профил не служи за да ги задоволи сите. Тој што се пронаоѓа и твојот и мојот и било чив профил. И овој подкаст. Не овој подкаст за секого. Луѓето не сакаат да знаат за здравје, не сакаат да направат промени. Имаш луѓе кои што едве го чекаат, бидејќи има што да научат. Има луѓе кои што поише од мене и тебе знаат и не мора да го гледаат овој подкаст. И се окей. Не може секој профил мене да ми се допадне и не може мојот профил на секого да се допадне. Така да има многу страни и нема конкретно ова треба или тоа треба. Просто едноставно, мене тоа што ми се допаѓа, јас тоа го следам. Тоа што не ми се допаѓа, не го следам. Да. Има многу аспекти на гледање, како што кажа. Точно е. Многу мајки, баш темата беше и за тема родителство и мајки, како да постигнат многу
мајки со многу обврски во денот, многу рутини, деца, школа, градинка, како да постигнат да тренираат. Фактички тие биле многу изреволтирани и фрустрирани од мајките што го прикажуваат тоа, па макар и у денот плюс и читале книги, го презентирале тоа на стори. Факт е дека има фейк луѓе кои што не го прават тоа, а го ставаат на стори. Согласувам. Не читаат книги, меѓутоа ставаат. И немам ништо против нив, тоа они самите се лажат. Такви постојат. Има луѓе кои што не тренираат, а ставаат стори дека тренираат. Затоа селектирај Ама мене кого не може следиш. да ме, да, точно. Не хејтај, селектирај Тоа кого сакам да кажам, следиш, мене не толку. може да ме изфрустрира тоа, можам само да го обскролнам тоа и немам стрес на таа тема. Така е. Тој се лаже или небитно, ама од друга страна до човекот што е изфрустриран до него е. Значи можам, кој што кажа ти, да се мотивирам, да гледам како некој татко со 3 деца, со 2 фирми, што работи и патува и во денот стига да испешач или да истрча. Тие се за респект. Сега било напорно, па секако е животот напорен. Ако сакаме да се успешни, да сме успешни на тема кариера или здравје или фит изглед, тој фит изглед не е баш така лесен. Да, ние го имаме направено комфорен, бидејќи 20 години сме во ова и знаеме да ги сетираме нештата. И навиките ни се веќе во корен влезени во ДНК. И мене ми е тоа рутина, ни бројам калории. Едноставно ми е рутина. За почетоците се тешки, меѓутоа рутината потоа е лесна. Така да луѓе, инспирирайте се од такви луѓе, од такви ликови кои што ви нудат добра порака ви оставаат. Значи може и покрај сите обврски да сме ние приоритет нашето здравје, бидејќи ако го изгубиме здравјето, тогаш секако ќе мора да го поставиме приоритет, меѓутоа можеби тогаш голема штета направена и тешко да се санира. И јас само би додала и би те дала тебе за пример. Човек кој што скоро 20 години си во фитнес и си човек кој што не влезе во фитнес за пари да правиш, него влезе од своја лична сатисфакција, Љубов, од своја да. лично задоволство, после стана и љубов и професија, нели? И долги години имаше социјални мрежи, ама не го искажуваше тоа така во смисла што правиш, што јадеш, каков е твојата дневна рутина, систем на вежбање и апсолутно све што е поврзано со она што го правиш. И кога почна по нешто да објавуваш на социјални мрежи, доби лавина на коментари дека ти се восхитуваат луѓе и дека сакаат да знаат што правиш ти, бидејќи сакаат, некој сака да изгледа како тебе, некој приближно, некој сака повеќе едукација да добие и ти почна тоа да го презентираш на социјални мрежи на барање на многу луѓе истомисленици како тебе. Со ист став, со исти сваќање. Или некој што му треба помош и подадена рака. Така, Да. едукација, инспирација. И сега, ако на некого му смета што ти имаш изброено грам, секој литар во текот на денот, и ако тоа го фрустрира, првенствено, лично, не сакам со ова да навредам, него запрашајте си, зашто некој човек вас ве тригернува, ве вознемирува? Можеби не е до тој човек, не можеби, него најчесто не е, до вас е. И ако не сакате да работите на тој проблем, има едноставно решение. Само може да го блокнете. Блокирај го тој профил. Не знам ако спонзорира, објави или некој друг го става на стори. Само тргнете. Ако некој те потсеќа на здравје, блокирај го. Значи без разлика тоа што ви смета, само тргнете го. Постои клик, не ви стои дома пред телевизор да мора да го гледат. Исто така постои клик лайк, subscribe. И шер. И шер, и коментар Три беа. постои клик. Одиме понатака? Добро. Дали тежинскиот тренинг треба да биде после неколку оброци, поготово ако знаеме дека повеќето луѓе тренираат во дефицит? Уште еднаш почетокот само, дали треба да биде после неколку тренинг оброци? треба да биде после неколку оброци? Да, и ова беше YouTube коментар. Па не, зависи која е целта на постигнување. Па и да, еве, како што кажа да сме во дефицит, не е погрешно ни на гладно да тренираме, ни после неколку оброци. Сега, ако сакаме да градиме сила, па и тука нема влијание. Многу е битно да имаме ние подлога претходните 24 часа од квалитетни оброци и од јагле-хидрати, ако сакаме да градиме или да задржиме некоја работна сила. А дали ќе јадеме веднаш пред тренингот? Многу луѓе тука грешат, викаат, мислам, практикуваат, ги јадат најголемите бројки на јагле-хидрати директно пред тренинг, мислејќи дека тоа ќе им даде буст, сила, ќе ги наполни за тренинг. Фактички, тој оброк може само да го угуши дигестивниот систем и крвотокот и повеќе да имаме крвоток во желудникот, ако отидеме прејадени, со цел нели повеќе сила да имаме, повеќе може да имаме крвоток во желудник отколку во екстремитетите што треба да ги вежбаме денес. Пример, ако правиме раце рамо,
крвта наместо да се пумпа во рака рамо, многу голем дел ќе биде у дигестивен систем. Бидејќи на телото му е примарна позиција и ситуација и функција да вари храна, не да пумпа мускули. Тоа е луксус, да пумпа мускули е петостепено, нели? Ние го правиме со друг таргет. Али и јас би кажал дека најважни се оние оброци што се 7, 8 или 10 часа пред самиот тренинг. Тука се создава подлога и тука се креира сила за на тренингот. А пример, ние, еве да кажеме, фастинг. Ако си имал фастинг 20 часа, ти си истоштен и изгладнет. Ако се прејадеш пред тренинг со цел да имаш енергија, бидејќи имам и такво прашање, правам фастинг, еден ми пишал 20 часа, се прејадувам и одам да тренирам. Многу нелогички концепт е тоа, а го гледам многу како честа метода. Што им се случува на луѓето, буквално им се приспива. Стануваат летаргични, нервниот систем гледа дека има брдо на храна после 24 часовно постење и се брани буквално со малаксаност. Се е успорено, процесот е успорен и ти сакаш да одмараш, не ти се спие, ама одиш против тоа и тренираш, што е погрешно. Така да, тајмингот и оброците многу не се важни дали ќе сме со еден оброк на тренинг или со два, бидејќи јас тренирам на гладно сабајле. Последната вечера ми е, не знам, во 11-12 на полноќ. А си во дефицит? Аз сум во дефицит и имам истата сила како да би тренирал навечер со 3 оброци внесени. Истата ми е сила со години. Не, сум пробал да тестирам во сите тајминзи да тренирам и со мене и со клиенти сум тестирал кога е иста калориската вредност и макросите и ако тренингот е ист, силата ќе биде непроменета. Освен ако отидеме на жедно на тренинг, тоа е проблем. Гладното не е проблем, гладното, али жедното е проблем. Зашто е жедното проблем? Суви мускули, дехидрирана состојба, сувоста на мускулите не прави да сме меки, лесно кинливи мускули, лесно може да атрофира мускулот, ако нема вода, едноставно ние функционираме на H2O. Многу е поважно тоа, отколку дали сме јаделе 2 или 4 часа пред самиот тренинг. Така да, хидрација и сол се многу важни, тоест натриум, содиум, и вода се многу важни елементи пред самиот тренинг. Значи, ние можеме да отидеме и гладни, многу гладни на тренинг, али ако внесеме електролити, вода и сол, ние ќе имаме предобра пумпа и енергија. И ќе не држи 2 часа и после тренингот. Ќе бидеме по-напумпани, по-отечени, додека отидеме без вода, тогаш на пола тренинг може да се повредиме. Добро, ајде еден совет за луѓето кои што не мора да се на фастинг, може да се гладни. Ако има само тој период, не знам, од 4 до 5 да вежбати, само им е тој период, а се многу гладни. Што препорачуваш? Дали е добро да се изеде една банана, например, или урма, пошто не збориме за глад? Да, ако нема опција друга, ако мора да се јаде пред тренинг? Да. Па ја би рекол, ако е ептен блиску тоа пред тренинг, пак да не се јаде, да се издржи, да се пие поголема количина на вода и сол, електролити, да се направи тој тренинг квалитетно, верувам дека ќе биде квалитетен, иако гладот често пати ни е во хормоните и во мозокот, да се пројде тренингот и главниот оброк, најонака и масивен оброк, да се даде после тренинг, како post-workout meal, тоа е многу поефективно, отколку да се преадеме или најадеме пред самиот тренинг. Добро, колега, дали ако веќе некој се одлучи да јаде, што е тоа? Тоа ми беше прашањето. Па, ако се работи за слабење, многу различно, многу одговори имам на прашањето, би рекол, сол и банана. Банана и електролити и вода. Добро. Тоа е доволно, за да имаме повеќе калиум ради бананата. Тоа е тоа. Задоволна сум од одговорот. Ти сакаш да кажам шарска и пиво? Никако шарска. Никако пиво. Може да одиме понатака? Може да. Добро. Кај ќе одиме се тука? Да одиме со прашањата. Намалување на килограмите или на масните наслаги. Што треба да биде нашиот приоритет при слабење? Малце не го сваќам. Не, ја го сваќам. Ти си со средно, затоа не го сваќаш. Добро, ајде вие со забавачи. Јас сум со основно, затоа го сваќам. Не, исклучиво губење масти. Јас не сум промотер. Килограми на вага се мисли. Да. Разбрав. Има. Малце касно, ма сваќам понекогаш јас. Ке кажев едно нешто на амерички, а на англиски, ама ни пишаа дека многу користиме англицизми, извинете, ќе намалиме или ќе ги искоренеме. Сам да кажам, има голема разлика помеѓу weight loss и fat loss, на македонски помеѓу губење на телесна килажа и губење на масти. Тоа се слични работи, површински навидум, али многу различни во праксата. Особено за оние луѓе кои што имаат
просечна килажа, 85 кила да кажам, нека просечна висина, и сакаат да изгубат 5 кила, ама сакаат да ги изгубат мастите од 5 кила. Никој не сака да изгуби 5 кила во мускули, а пред тоа мастите да се не променети. Тоа е еден од најголемите неуспеси и проблеми, бидејќи ако од 5 кила баш 5 се мускули, само вода и гликоген, прво ќе ги вратиме многу, можеби да ги вратиме многу брзо. Второ е неуспех, бидејќи ќе падне имунитетот, ќе опадне тестостеронот, ќе се зголеми кортизолот и сме направиле само проблем. Сме влегле во некоја дупка. Додека само кај она fat loss, значи губење на масти, тоа е успех. И најголем успех ако успееме да направиме рекомпозиција, во превод додека топиме масти да изградиме мускули и да истопиме масти, а при тоа килажата да биде тука некаде. Затоа реков за просечен човек. Ова не важи за човек кој што има 150 килограми. Он не може да направи таква рекомпозиција на истата килажа. Не може он да додаде 70 кила мускули, да симне 70 кила масти. Кај нив е друго. Кај нив важи и губење на тежина, и губење на масти, бидејќи они имаат премногу квантитет, онака брдо на масти и токсини, кај него мора да има губење на тежина, паралелно и губење на масти. Меѓутоа и кај таквите луѓе гледам да мерат body fat, да мерат телесни масти и да ги пратат. Денеска може, има добри равенки на интернет за пратење на масти, има и машини, InBody машини, како што има, мора да кажам, у Палестра има, не знам у Скопје на друго место дали има InBody машина која што ти мери телесни масти, интрамускуларна вода, висцерални масти, екстрацелуларна вода, баланс помеѓу лева и десна страна. И веќе со такво мерење, веќе имаме точна представа и визија што имаме во телото, што губиме или што качуваме. Им препорачувам на сите барем еднаш месечно да мерат дали се на процес на градење маса или на топење. Со тоа имаме чиста визија каде одиме. Бидејќи можеме да губиме ние и 15 килограми, а мускулите да паѓаат, мастите да останат исти, што е тотално неуспех. И не е здраво. И не е здраво, апсолутно, да. Добро. Така да, губење на масти. Добро. Следно може. Може. Грми. Добро. Грми надвор? Како што се случува грми, да. Добро. На диета, кога стагнираме со килограми, попаметно е да намалиме на јагленохидрати или да зголемиме на кардио. Епа, гледаш, и тука има скриен дел кај што луѓето ги обвинуваат јаглехидратите за сите стагнации или да, неуспеси. баш зборевме во претходниот Да, имавме еден рил таков. подкаст, да. Да, јаглехидратите стварно не се зло и не се, а се многу демонизирани. Као, да, можеби шекерите се проблем, ама не се финален проблем. Луѓе и со шекер јадење слабеат. Ако збориме само за губење тежина како претходното прашање. Што беше прашањето првиот Дали дел? е подобро да намалиме на дали е- јагленохидрати или или да да- зголемиме да. на кардио? Супер прашање. Мислам дека Кардио во секој ова случај. Габриела го праша, поздрав до Габи. Поздрав до Габриела. Редовно не следи Да. и ни коментира. Фала. Секогаш е подобро да, ова е многу, стварно многу добро прашање и често се утнува, се промашува на оваа тема. Имаме нели влез, инпут и излез, аутпут на енергија, дали е тоа преку протеини, хидрати, небитно, гориво, храна. При влез ние се осеќаме, што повеќе храна имаме, се осеќаме поухранети, посилни, поимуни, со подобар базален метаболизам. И сега каков аутпут, каков излез ќе даеме на храната, на горивото, тоа е друго. Меѓутоа, можеме да дадеме излез преку гладување, пример, јадеме и гладуваме 15 сати, пример. Потрошуваме во мирување, ние даваме излез на калории. Можеме да направиме аутпут излез и со енергетска потрошувачка преку кардио. Секогаш е поздраво многу да јадеме и многу да трошиме преку тежински и преку кардио, отколку другата најнездравата варијанта, малку да јадеме со цел да слабееме и малку да трошиме или да не трошиме. Да се ослониме само на онаа пасивна потрошувачка, што е погрешно. Втората опција е секогаш погрешна, а ја гледам многу често особено кај мрзливи луѓе. Си викаат, абе не ми се прави кардио, не ми се тренира, ај ќе намалам на храна. И си вика, па ослабев 3 кила, супер е, меѓутоа тоа не може вечно до каде ќе оди тој дефицит. Еднаш ќе скратиш од 2000 на примерно 1200 калории, телото ќе се адаптира на тие 1200 калории и што потоа? Удираме од зид и потоа мораме промена. И како што кратиш помалку енергија и помалку енергија. Се намалува. Рекавери. Кратична масти, кратична хидрати, хормоните опаѓаат, да не се лажеме, расположението многу опаѓа. Има диети по интернет по 600 калории. Значи 600 калории влијае врз расположение. Не може да си ти среќен ако јадеш од денот 5 марули
и едно јајце. Као не може. И што се случува? Значи, опаѓа имунитетот и најверојатно од силна фрустрација од глад и таа траума што сме нанале со премногу мал базален, премногу мала калориска бројка што реагирала врз базалниот, едноставно имаме трауми, тешко е и тоа е тоа јојо. Се прејадуваме. Дали се слуша дождов или не? Збунет сум се. Принудна кратка пауза направивме, заврши дождот, а после дождот изгрева сонце. Сонце мое, каде застанавме? Еве, пошто ти изгреав. Да, темата беше да подсетам дали да се намалат јагленохидрати или Да, да се застанавме до зголеми оној момент. кардио. Не знам дека сме уживо, колечке. Во живо сме. Застанавме до оној момент дека не можеме вечно да кратиме на храна, на калории, мораме да дадеме повеќе излезна потрошувачка аутпут преку кардио. Најдобрата опција е тоа кардио, малку појак тежински тренинг, бидејќи тежинскиот го зголемува и базалниот, прави вомирување да трошиме и плюс има директна потрошувачка. Така да секогаш е подобро да го скратам одговорот, да не кратиме само на храна, туку да додаваме храна, за да сме по-нахранети и силни, поимунитетни, а да топиме преку такви инструменти, алатки како што се тренинг и кардио. Така да повеќе кардио, повеќе храна и формата ќе си дојде. Одлично казано. Ајде, сонце. Може сонце понатака. Вика следно. Како просечен човек со 9 часа работа, без време за готвење, а со желба за здрава исхрана, може да се грижи за внесот на микронутриенти, без да брои се и без да се изгори од обврски. Да нема burnout, да. Јасно. Со 9 часа работа, па нека си даде отказ. Прво тоа. Или... мене ми е прашањето дали воопшто се храни бидејќи 9 сати работи. Мислам, извинете, мала иронија. Да. Ама не, као храна, секако мора да се храниме. Да. Вака или така ние се храниме, без разлика што 9 или 10 часа работиме. Сигурно на пауза, минимум 2 паузи. Да, значи само Има изборот луѓе на што храна. работат по 12 часа и никогаш не се жалат, влезени се во рутина на тренинг, храна, имаат, функционираат деца, школи, градинки, бизниси, значи преска го спомнавме Градежни работници. Да, тоа прашање слично, тема слична, нели прва или втора беше тоа прашање. Има луѓе што имаат сериозна, тешка работа и физичка и ментална, па успеваат во денот се да направат. Нека се пресели во Јапонија. Во Јапонија работно време е 5 часа направија, мислам дека. Таман 5 сати ќе има време за се. Одиме понатака. Цело семејство имаме проблем со апетитот, со надуеност и дебелина, гасови и проблеми со дебелото црево. Најверојатно е генетски. Па најверојатно не е генетски, можеби. И да е генетски, тоа е мал процент што би влијал врз дебелината. Да, има многу фактори што се генетски, али многу помал процент влијаат од кој што ние мислиме. Што ме цела фамилија така? Да. Најверојатно имаат инсталирано лоши фамилиарни навики. Најверојатно колективно тоа го прават, стил на живот како што живее таткото, мајката, синот, керката, најверојатно тоа се случувало. Тоа може да го препознам и јас и било кој ја од детството. Реално мајка ми што ќе направила, тоа се јадело, пита со јогурт или што е, и ако сите имаме некоја алергена реакција, сите го имаме тоа, наеднаш и знаеме дека е тоа. Обично, нели, идат во пакет тие семејства кога се гојазни, и детенцето е гојазно, го следи примерот од таткото. Не е дека е баш класично префрлена генетика при раѓање, туку навиките се префрлени и затоа си личат еден. Заедно стекнати лоши навики. Да, така да најверојатно користат нешто на дневна база или пак многу редовно, што им прави интолеранција или надуеност. Знаеш, премногу е голема разликата помеѓу надуеност и дебелина. Може ти да живееш со храна која што ти смета и имаш некоја интолеранција и ефект лош, меѓутоа пак да свабеш. И обратно, може човек гојазен многу дебел да има перфектна дигестија. Така да дигестијата и дебелината не се поврзани, иако многу луѓе ги мешаат. Сметаат дека ако нешто ги дуе, не знам, патлиџанов ме дуе, ме дебеле. Не те дебеле, може би те забавува или оттежнува дигестија. А дали може да се, не знам, да кажам, мрзливи црева? Може да се такви реакции кај едниот или кај сите, али пак е причинител, заеднички причинител кој што го
направиле со дали не знам, газирана храна, премногу зачини, може да е генетски фактор, па они го поттикнале со лош стил на живот, неактивност и слично, или пак не внесуваат доволно фибри, влакна во исхраната, што е многу чест случај, кога ќе видам дека ќе ги прашам луѓето како јадат, ќе ми набројат што се јадат и никаде не гледам во менито влакна. Не гледам растителни влакна, не гледам антиоксиданти, не гледам минерали. Јадат само за да се најадат, односно да го нахранат апетитот, да го задоволат. Секогаш препорачувам да се јаде многу влакна преку храната, преку зеленчукот и овошето, апсолутно примарно, па и да се суплементира. Имаме ние и суплементи кои што се, баш подај ми го тоа помаранџестото Fiber формула, една од подобрите нешта како да надокнадиме она што го пропуштаме преку исхраната. Особено многу луѓе има што не јадат зеленчук и овоше. Ево го. Луѓе што не јадат зеленчук и овоше, дали не им се допаѓа, едноставно има некој вика не јадам овоше, не ми се допаѓа. Не знам тоа како е можно, али ете. Мора тие да суплементираат фибри за да избегнат рак на дебелото црево, да избегнат лоша на дигестија, надоеност, проблеми со варење, гасови, внатрешни гасови, надворешни. Многу работи се поврзани со овие влакна. Буквално и плюс што е многу важно, ете за целосната слика и дебелина, влакната зошто ги користиме за време на, јас секогаш ги користам, за време и преку суплементација и преку храна, за време на диета, за слабење. Не дека влакната ќе те ослабат, нема таква моќ. Меѓутоа прават се за индиректно да те ослабат. Го намалуваат или го супресираат апетитот, што е нели клучно како број еден проблем за дебелина е апетитот, знаеме. Никој не се дебелее од друго од воздух, туку од премногу апетит и недоволно контрола. Епа ова заедно со глутамин, не знам дали имаме таму баш глутамин, али значи глутамин со фибри е идеално комбо за да се сопре оној лут апетит кој што ни прави главоболка на дневна база и ни прави да не е одржлива диетата на долг рок, ни на краток рок. Така да фибри со глутамин препорачувам секогаш и за дигестија, и за апетит, и за намален кортизол. Како овие фибри може да се конзумираат во текот на денот? Колку пати? Дали Па пребарање? еднаш до 2 пати на ден може со оброк. Зависи кој е проблемот. Дали користиме така рекреативно или го користиме со проблем. Добро, како ако е рекреативно, а како ако е проблем? Пример за нив може да го користат и 2 пати на ден. Ако видат дека имаат проблем сериозен со дебело црево или ако имаат стварно недостаток на фибри, треба да го внесуваат па и 2 пати на ден, а ако и да немаат проблем, еднаш во денот после оној обилен оброк, оној што е ударен оброк, ако ударниот, нели тоа индивидуално, кај мене е ударен оброк поголем, помасивен после тренингот. Тука вметнувам повеќе хидрати, повеќе протеини и тука пожелно е да внесат повеќе масти. Повеќе фибри. Кога сме кај темава исто мора да спомнеме бидејќи навистина има луѓе со таков проблем со тврда столица. Дали помагаат овие фибри? Апсолутно. Тврда столица помагаат и фибрите, помагаат и минералите, ама и хидрацијата е тука многу важна. Ако немаме вода, може да е се друго залудно да пробуваме, меѓутоа хидрацијата е многу важна. Се ова вкупно може да помогне во апсолутно, да, проблем. али сепак фамилиарните навики да се искоренат, тоа е број еден. Ние можеме да суплементираме и да јадеме перфектно, меѓутоа ако имаме сепак лоши навики, пороци и неактивност, таа дебелина поспоро ќе се санира или нема да се санира. Така, нема производ што ќе санира сите тие навики секојдневни. Апсолутно. Баланс помеѓу. Нема суплемент со магично стапче што ќе уништи седене што сме јадели. Да. Ова е битно да се напомене бидејќи многу луѓе ќе речат пиев креатин, па не ја достигнав таа маса. Значи, суплементите се од страшна помош, премногу голема помош, особено помош за пробивање на оние бариери на стагнација. Сме стигнале до некоја стагнација и кај рекреативци и кај понапредни, за да пробиеме левел, суплементите се клучни. Креатин, глутамин, протеин, тоа е протеинот треба да е храна, не треба да спаѓа само суплементи. Суплементите ќе го пробијат тој ѕид, али не може да ја завршат комплетно самата цела слика. Ова е резултатите се спои на одмор, опоравок, суплементи, храна и тренинг. Сите овие 5-6 работи кои се спојат, тогаш се случува сериозна, драматична промена. Да. Тоа јас носам давам таква споредба. За да се изгради некоја куќа не треба само темели, не треба само кров. Треба мајстори, треба цигли. Да, сето тоа за да има нели една целина. Така е со било што, со се. Да. Добро. И одиме на последното прашање за денес, кое гласи:
на колку body fat или нели масти во телото, на колку body fat телото идеално функционира, посебно кај мажи, посебно кај жени. На колку телесни масти. Знам на што се мисли. Нема такво правило, бидејќи тука ми има влијание и генетиката, зависи како сме дојдени до тие масти. Ако сме дојдени од, не знам, гојазност, што сме ја носеле 20 години, и сега го исчистиме тело да го испостиме до некој многу низок процент на телесни масти, тоа е потешко за одржување. Бидејќи на телото му е хомеостаза и комфорт да живее во таа дебелина, што сме му ја градели и носеле 20 години, пример. И кај нив е потешко ако е дојдено на побрутален и на поригорозен начин до таа ниска точка на масти, ќе биде потешко одржливо. Затоа е многу важно да напоменуваме од детски денови да има спорт, да има добра визуелна и физичка состојба. Ниски телесни масти, не прениски, ама ниски, особено за машко. Многу луѓе име тоа како изговор се плашат и не ќе многу да ослабам да не ми се пореметат хормоните. Ако на правилен начин ослабеме и дојдеме до таа ниска точка на масти, секи се биде супер. И ако правиме редовни крвни слики, нормално. Кај женско е малку поразлично и кај женско може да се носи долго таа форма и таа физичка рамка со ниски масти, но не е пожелно да е за краток период дојдено да сме дошле до тие ниски масти и мора да се пази на внесот на здрави масти преку исхрана. Бидејќи тука жената може да го, или девојката, може да го жртвува циклусот како прв на мета на страдење кога имаме длабок дефицит. Обично најчесто гледаме дека девојка го губи циклусот, зборам па и кај надпреварувачки. Речи си повеќе од пола од надпреварувачки на сцена, која што доаѓа до некоја брутална форма на чистина на тело, го губат циклусот. Потоа го враќаат, што помине надпреварот, ќе се најадат, ќе одморат, ќе направат опоравок и им се враќа циклусот. Меѓутоа, тоа е баш нездрав дел. Особено исхрана која што се базира на немање масти во храната, ги тргаат жолчките, ги тргаат јатките, ги тргаат рибите, телото нема доволно масти да синтетизира хормони, естрадиол, тестостерон, прогестерон, и затоа не може да се креира крварење и циклус кај жена. Така да кај жена не би да промовирам да се оди до пренизок процент на масти, пред се и естетски не е нешто посебно убаво, жена да е онака со гола кожа, со што се вика прозирни мускули и вени, не е ни симпатично, реално. Добро, па со тоа на некого сигурно му е. Да, зборам онаа брутална мускулна рамка со многу низок процент на body fat е добро за надпреварување. Меѓутоа за стил на живот, жена така да живее со 4% масти не е здраво за неа и малку се менува формата и хормоналниот статус. Има големи последици таа. Има последици, у тој смисол, да. А дека на некого му се допаѓа тоа апсолутно. Да. Многу луѓе сакаат мускулисти жени и обратно. Така е. Многу жени не сакаат ни мускулисти мажи, така да стее до вкус, али од аспект на здравје не е баш пожелно тоа да се направи. А дека може да се живее со низок процент на масти, апсолутно. Има и генетски фрикови што од раѓање па до заминување живеат со 5% body fat. Не е тоа на среќа, него склоп од генетика, тренинг, атлетски денови во рана возраст, во детството спои на се и живеат онака баш партали, што би рекле ние, до крајот на животот и функционираат супер. Меѓутоа типови на тела што малце поагресивно дошле до 6% body fat, прво им страда расположението од хормонални причини, им страда тестостеронот, живеат со висок кортизол и дури да има самоконтрола да го тера тој процес долго време ради естетика, дали работи фитнес или модел или што и да е. Ако стегне заби ќе го издржи процесот, меѓутоа живее со некоја хормонална внатрешна штета во организмот, што не го промовирал за да се држи долго време, да се одржува. Така да индивидуално нема правило за ова. Јас сум на понизок процент на масти многу долго време, функционирам безпрекорно, размислувам се. Е пониско од ова да се симнам, осеќам стрес, неспиење ми влијае. Значи, она надпреварувачка чистина не би можел да ја не би сакал да ја држам, би можел. Имам карактер за тоа, ама би бил брутален. Нема поента зошто би бил прозирен во, не знам, тие детали, финеси што судиите на надпревар ги ценат, меѓутоа дури во обичниот свет дури е грдо. Да. Не е ни вкусно. Ке би да ми испиjem во лик, не можам да размислувам, концентрацијата ми паѓа, дури ни суплементи, па ни хормони не би ни помогнале. Едноставно вегетираш, немаш емоции буквално. Така да треба да се има некој баланс, али еве да го сумирам прашањето, тоест одговорот,
за нормален рекреативен свет, обичен човек кој што работи друга работа и треба да размислува, функционира и да гради семејство, испод 6-7% на масти нема потреба да се функционира. Освен ако не заработува. Како што кажа се индивидуално, ама опфати еден убав повеќе, нели? Да. Сите крајности. Да, и мислам дека даде солиден одговор за последното наше прашање. Последно е? Да. Имавме ова епизода малце прекини со дожд. Некој ќе рече малер, а јас ќе речам берикет. Да, гледаш, тоа е перцепција. Све, да, се до перцепцијата. Да. Тука завршуваме. Марче конечно ми го врати доле екранов да можам да се гледам. До себе малце изгубена, фала. Барем да можеме да одјавиме. Фала ви за вниманието. Како што кажавме, лайк, шер и сабскрајб ни значи секој лайк, ни значи секоја поддршка. Пишете коментар, поставете прашање и сигурно во некоја наредна епизода ќе одговориме на вашето прашање. Фала и од мене, голем поздрав до сите и фала на поддршката премногу. Да ве потсетам уште еднашка да ставите и лайк и коментар од кога ќе заврши епизодата и секако во лајвот, во премиерата, па се гледаме следен вторник. Живели! Чао!